Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница по предметот математика за 5-то одделение. Денеска ќе зборуваме кои се разлики меѓу 2D и 3D формите и мрежи на 3D формите. Односно, треба да ги препознавате и разбирате разликите меѓу 2D и 3D формите и да се ги представувате 3D формите од 2D цртежи и мрежи. Ке започнем со читање на карактеристиките на 2D формите, а вие треба да погодите за која 2D форма ќе прочитам. Имам рамна форма, една крива страна и немам агли. Која форма е тоа? Знаеме, круг. Кругот е 2D форма, која што е рамна формата, една крива страна и нема агли. Има рамна форма, 3 прави страни, 3 агли и 3 темиња. Која е таа 2D форма? Знаеме сите, тоа е триаголник. Триаголникот има 3 страни, имаме 3 темиња и 3 веќе обележени агли. Има рамна форма, 4 прави страни со иста должина, 4 агли и 4 темиња. Која форма е тоа? Сите знаеме, тоа е ученици квадрат. Имаме 4 страни, 4 темиња и 4 веќе обележени агли. Има рамна форма, 4 прави страни, 2 кратки страни и 2 долги страни, 4 агли и 4 темиња. Која форма е тоа? И за ова сигурно знам дека сите препознавате и знаете. Ова е правоаголник. Правоаголникот има 4 страни, има 4 темиња и веќе 4 обележени агли. Имаме 2D форми кои што се составени од 5 страни, 5 агли, 5 темиња и таа 2D форма се викаше 5аголник. Имаме 2D форма која што е составена од 6 страни, 6 агли и 6 темиња и таа 2D форма се вика 6аголник. Имаме 2D форма која што е составена од 8 агли, 8 страни и 8 темиња. Таа 2D форма се нарекува 8аголник. Имаме 2D форми кои што исто така се составени од 4 страни, 4 агли и 4 темиња, а не се квадрат и правоаголник. Оваа жолта 2D форма, која што има 4 агли, 4 страни и 4 темиња, се нарекува делтоид. Зелената 2D форма се вика ромб и сината 2D форма се нарекува, односно вика трапез. Ке продолжиме понатаму со 3D формите. Но што е, ученици, важно? Важно е дека со помош на 2D формите можеме да ги формираме 3D формите, односно основа на секоја 3D форма е 2D форма. Од неколку 2D форми формираме една 3D форма. Ке ги повториме сега 3D формите, веќе знаеме ова е топка, следна 3D форма, ова е коцка. Ке ги наведеме елементите на коцката, односно кај коцката може да одредиме колку рабови има, може да одредиме колку темиња има и колку ѕидови има. Коцката има 6 ѕида, 8 темиња и 12 рабови. Овека што гледаме, ученици? Ова се мрежи од кои што можеме да направиме коцка. Што ќе погледнеме тука? Имаме мрежа во која што имаме 6 квадрати, односно мрежата на коцката се состои од 6 квадрати и може да бидат распоредени на различна позиција во мрежата и од таа мрежа да формираме коцка. Можете да го запрете видеото, на бели листови да ги прецртате
мрежите и потоа да ги исечете и да се обидете да формирате коцка. Ви посакувам успешна работа и се надевам дека ќе успеете да ги составите коцките од сите овие 11 мрежи. Се надевам дека успеавте да ги направите коцките, затоа ќе продолжиме понатаму. Оваа 3D форма се викаше квадар, така. Кај квадарот исто така можеме да одредиме колку рабови има, колку темиња има и колку ѕидови. Односно, квадарот има идентичен број на ѕидови, темиња и рабови како и коцката, односно 6 ѕида, 8 темиња и 12 рабови. Која фигура представува ѕид на квадарот? Ако го погледнеме едната страна од квадарот, и прашањето представуваше која фигура представува ѕид на квадарот, предпоставам и сум сигурна дека сите знаеме, а тоа е правоаголник. Значи, ѕидовите на квадарот, за разлика од коцката, се правоаголници. Еве ќе погледнеме еден квадар, кој што има, еве ги веќе избројани 6 ѕидови и ова е мрежата на квадарот. Повторно можете да го запрете видеото, на бел лист да нацртате мрежата на квадарот и да се обидете да ја сечете и да го составите квадарот. Значи, квадарот е составен од 6 правоаголници, 2 по 2 со исти големини. Ако погледнеме правоаголникот со број 1 и правоаголникот со број 3 се со иста големина, правоаголникот со број 2 и 4 се со иста големина и правоаголниците со броевите 5 и 6 се со иста големина. Ви посакувам убава работа и се надевам дека сите ќе успеете да го направите квадарот. Сега ќе погледнеме следната 3D форма, а тоа е пирамида. Пирамидата е 3D форма, но вели колку рабови, темиња и ѕидови има пирамидата. Значи, оваа 3D форма можеме да ја одредиме рабови, темиња и ѕидови. Веќе тука се обележани, можеме да ги погледнеме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 темиња. Рабови се овдека се обележени со сина боја, имаме 4 и долу во основата имаме уште 4 црвени раба, тоа се вкупно 8 рабови и имаме 5 ѕидови. 4 се триаголника и на основата е квадрат. Еве ќе погледнеме 5 ѕида, 5 темиња и 8 рабови. Која фигура представува ѕид на пирамидата? Повторно ќе погледнеме овој сив, потемно сив ѕид на пирамидата и сите знаеме дека тоа е триаголник. Значи, фигурата, односно ѕид на фигурата на пирамидата е триаголник и пирамидата е формирана, ако погледнеме тука, од 4 триаголници и 1 квадрат. Можете да го запрете видеото, да нацртате мрежата на пирамидата и да ја направите ова четириаголна пирамида. Се надевам дека сите успеате да направите пирамида и сега повторно ќе ве замолам да го запрете видеото, да нацртате оваа мрежа и да погодиме која 3D форма ќе ја добиеме со оваа мрежа. Мрежата е составена, повторно ќе повториме, од 2D форми, кои што кажавме дека се основа за формирање на 3D формите, и тука гледаме 4 триаголника. Се надевам дека сите успеавте да направите оваа 3D форма и дека сите добивте пирамида со триаголна основа, која што се нарекува тетраедар. Понатаму продолжуваме. Оваа 3D форма се вика цилиндар
Овдека веќе ја гледаме мрежата на цилиндарот, која што е составена од 2D форми, 2 круга и 1 правоаголник. Повторно можете да го запрете видеото, да ја нацртате мрежата на цилиндарот, да ја исечете и залепите и да направите цилиндар. Се надевам дека завршивте со активноста, дека успешно беше работата со тоа што го направивте цилиндарот со помош на оваа мрежа. Продолжуваме понатаму со следните 3D форми. Оваа 3D форма се нарекува конус. Конусот има своја мрежа. Мрежата на конусот е составена од еден круг и од 1/4 од круг. Ке го запрете видеото, ќе нацртате оваа мрежа на конусот и ќе се обидете да го направите. Се надевам дека успеавте да го направите конусот со помош на оваа мрежа и продолжуваме понатаму. Повторно нова мрежа. Повторно можете да го запрете видеото, да ја нацртате оваа мрежа и пред да ја покажеме 3D формата, да се обидете да ја направите и да видите за која 3D форма станува збор. Оваа 3D форма е составена од 3 правоаголници и од 2 триаголника. Се надевам дека ја направивте 3D формата и дека сите добивте една триаголна призма. Ке зборувам уште за оваа мрежа, ќе се запознаеме, постојат многу мрежи, постојат многу 3D форми, ќе оставам простор сами да истражувате, ќе оставам простор сами да ги правите 3D формите, да одредувате од кои 2D форми е формирана, да се обидувате да правите мрежи самостојно. Оваа 3D форма која што треба да се направи од оваа мрежа има 2 6 аголника и 6 правоаголника. Запрете го видеото, нацртете оваа мрежа, исечете хартијата, составете ја 3D формата и се надевам дека после завршената успешна работа вие ќе добиете една 6аголна призма. Обидувајте се да истражувате, обидувајте се да најдете уште многу 2D форми, да истражите уште многу 3D форми и да се обидете да ги направите нивните мрежи и се надевам дека беше успешен часот, дека научивме некои нови нешта, некои нови работи за 2D и 3D формите. Ви благодарам на присуството на овој час и се гледаме на следниот час.